Најавната шпица го означи почетокот на редовната емисија од областа на аграрот Агроисток. Се надеваме дека со содржините што ги подготвивме ќе го задржиме вашето внимание. Инфраструктурата и селата, дали она што некогаш било запоставено, ќе успеат да го исправат сегашните локални раководства. Во продолжение правиме кратко ретро за дел од реализираните зафати во неколку општини. Пухче е живописно село во Лакавичко, до кое до вчера можеше да се стигне само со трактор и запрега. Лошиот пат долго време им создаваше проблеми на жителите. Многумина поради тоа му рекоа збогум за секогаш. Па не можевме, немавме услови за да отидеме до нив. Патот беше, јас сум од таму, јас секој ден патував по овој пат за да стигнам на училиште, немав ни превоз, 8 години, мало дете патував. Оние кои останаа, но и гостите кои денес се упатија кон Пухче по повод патронот на селото, Свети Ѓорги, беа воодушевени што по многу години стапнаа на асфалт. Велат убаво е што некој во општината конечно се сети дека без пат нема враќање назад кон огништата. Не многу, ама барем викендот ќе има некој, можеби некој ќе си направи некоја викендица. Сепак добро место за викенд, за друго не, ама за викенд. Се што се направи е убаво. Градоначалникот Захариев го исполни ветувањето дека за празникот жителите од Пухче ќе добијат асфалт. Во асфалтирањето на патот до село Пухче се инвестирани 9 милиона денари. Патот е со вкупна должина од 3,3 км, меѓутоа во оваа прва фаза се асфалтираат 1,5 км. Очекуваме дека во текот на денешниот, најдосно до утрешниот ден, да биде завршена оваа делница. Од општината најавуваат продолжување на комуналните зафати и во другите села. Во следна фаза општина Штип ќе аплицира за 3 проекти, од кои што ги издвојуваме, значи патот од Долани, од село Долани до манастирот, улиците во село Врсахово и патот до Суво грло. Започнаа градежните активности за изградба на пристапни патишта и улици во општина Македонска Каменица, кои ги најави градоначалникот Дарко Митевски. Се работи за населби и мала во Македонска Каменица, каде и по 30 години граѓаните чекаат на урбани улици. Станува збор за изградба на пристапни патишта до Карадачка мала, до Струјовска мала, како еден крак на улица Каменичка. Со ова од овој дел на општината целосно ќе биде разрешен проблемот на граѓаните кои што имаат куќи повеќе од, да кажеме, од 30 години овде, а немале пристапен пат до нивните домови. Овој проект опфаќа изградба и на спроведување на атмосферските води, изградба на пристапни патишта до секоја една куќа која што се наоѓа од овој дел на општината и се надеваме дека до 28 август сите овие пристапни улички ќе бидат целосно завршени, со што ќе ги подобриме условите за живот на граѓаните од овој дел на општината. Вредноста на овој проект е околу 8 милиони денари, а се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Фирма изведувач е Стоименов од Кочани. Чардаклија е приградска населба на Штип, низ која минува магистралниот пат на исток кон Кочани и бугарската граница. Иако постои многу одамна, во оваа населба дури неодамна беше поставена канализациона мрежа, изградени се тротоари и осветлени улиците. Во најава е приклучување на градскиот водовод во Штип. Но покрај ова, како настан на деценијата, беше означен денот кога овде за прв пат после толку години беше извршено асфалтирање на сите улици. Градоначалникот го реши оваа година направи го. Предно веќе чекаме 60 години, ово чекаме. Да не газеме кал каземе до колена. И коли покршиме и се живо, не може ни да замине ни жена, ни дете, тука школа, се у кал. Сега беки се родиме, чини ми се. Задоволни се и помладите кои од сега наместо по кал и прашина кон работните места во градот ќе одат по асфалт, но и по возрастните. Прв пат нека му јадал на вај градоначалник, успеа да не спаси од кал и од беда, да речеме, така нацински речено. Кога иначе Чардаклија ќе имаше улици, Постоењето на населбата не е никакош. Не само што немаше асфалт, немаше него и улици немаше. Тоа беше се затрупано со качиња. Пешки не може да поминеш. Во Чардаклија живеат над 200 жители, од кои повеќето се млади брачни парови со деца. Благодарение на овие зафати, условите за живот во Чардаклија ќе добијат нова страница, што ќе значи нов импулс за подинамичен развој. Во источниот регион Штип предничи со реализираните комунални зафати во селата. Градоначалникот Захариев се раководи од девизата дека луѓето во селата се скромни во барањата, а тоа се вода, патишта и здравствена заштита.
Тоа и го прави со цел враќање на животот во нив. Значи, кога ќе кажете дека Штип има 40 села кои потоними постојат во нашиот град, некој ќе рече колку многу села. Кога ќе соберете колку жители живеат во нашите села и како изгледаат нашите села, ќе се разочарате. А колку плодна почва има околу тие села и колкав потенцијал има, тоа е нешто неверојатно. И затоа мора да кажам дека, иако има 40 села, поголемиот дел од нив се или мртви, или живеат многу малку жители. Ние не ги селектираме по тоа колку жители живеат, туку едноставно нашата цел е да створиме амбиент и услови да таму луѓето останат. Значи, треба да имаат вода за пиење, треба да имаат пристапни патишта, треба да имаат на некој начин асфалтирани улици, здравствена нега. И да кажам дека од моментот на моето доаѓање ги користивме сите оние паволници што ги дава Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој, платежната агенција. Тоа се проекти кои ги владата одобрува и ги финансира, каде општината учествува некаде со 18% ДДВ. И затоа направивме многу во нашите села. Значи, за краток период од 2 години, 4 месеци колку сум ја градоначалник, направење патот до Мантово, реконструирање дел од патот за Почивало, за Пиперово, потоа е направен патот и улиците до село Лесковица, Горачино, целиот пат е направен е проект до село Танатарци, на чијата година тој пат ќе се прави. Вчера заврши тендерската постапка за Сувогрело, значи најкасно за 10 дена почнуваме со изградба на тој пат, со мост преку река Крива Лакавица. Го направивме патот 3 км пат до село Пукче. Овде имаме навистина една врска да направиме уште 1 километар со мост исто така на река Крива Лакавица. Моментално работиме во село Долани. Таму го правиме патот до манастирот Свети Илија, до гробиштата, но и улиците низ селото. Врсаково ќе почнеме за 10 дена да работиме, комплетно сите улици и патишта. Го направивме патот до аеродромот Сушево, истовремено се направи патот до Срчиево. Да кажам дека Срчиево веќе луѓето се враќаат. Секаде каде можеме да направиме инфраструктура, ја направивме напристина со големо задоволство, значи чешми, водоводи, како што е пример село Судик, каде можеме да обновиме некои верски објекти, тука помагавме. И да кажам дека потенцијалот е голем. Прво луѓето се враќаат, тоа е многу важно. Ако има патишта, деца ќе се вратат кај своите родители кои живеат таму, кои се уште живи. Гледам дека почнат да ги обнова своите куќи. Дури градот нови куќи. Значи тука е Горачино, тука не е Судик, овде е Срчиево, тоа е интересно, Пиперово веќе се градат нови куќи. Се обноват куќите дури во село Брест, што е многу позитивно. Долани да не зборуваме, сега со ова што го правиме во Долани ќе имаат причина повеќе да се ги обноват своите куќи. Идеални услови имаме за земјоделие. Значи за сточарство, да не забораваме дека нашиот град и околината во нашиот град се чуваат некаде над 65.000 овци. Крупен добиток исто така. Потоа знаете дека дури и ловците од нашиот град, кои имаат концесија, се заинтересирани да има инфраструктура во тој дел, бидејќи доаѓаат гости од Италија и Грција кои ловат во нашите предели, се разви ловен туризам. За лозарово штарство идеални услови. Имаме 3 винари кои може да абсорбираат производство. Луѓето се стимулирани од државата преку субвенции, така да се обноват лозовите насади и тоа во целиот регион. Изненадувачки е подемот на одгледување на вишни на нашите простори, каде да речеме Фрутана од Аргулица направи големи насади во делот на Врсаково, Старчиево, према Судик, а истовремено во делот на Сувогрело и Лакавичкиот регион. Пољоделство исто така имаме на вистина идеални услови, се на се пчеларство. Имаме одлични услови луѓето да се вратат. Прво ќе занимаваат со пољоделство, да си посетат градина да имаат, да чуваат по малку стока, нели, и живина ќе преживеат. А во селата да рече може да произведат и за своите деца во градот. Така да ако нашите села некој пат имали 1000 жители, а сега има по 100, еве причина повеќе да се враќаат. Тука локалната самоуправа треба да им се најде на луѓето, оти таму во селата не бараат многу. Бараат да имаат пат, да може да стигнат со автомобил. Бараат да имаат здравствена грижи, нега, да имаат вода, водоводи, плоштади. Така да мислам дека тој дел го направивме. Голема работа ќе направиме за Лакавица, значи правиме инфраструктура, значи во среднорочните планови на владата за изградба на објекти во делот на водоснабдувањето, планиране магистрален канал од Мантово до Софилари, поминувајќи значи преку полето на Пиперово, Лесковица, Сувогрело, Степанци, Пухче, Селце, значи целиот Лакавички регион, Лакавица, нели, Драгоево ќе фати и до Софилари. Мислам дека на тој начин ќе се направи една добра работа за тие жители, да има води во летниот период кога Лакавица е сушна и суводолина, и мислам дека тој проект е одличен. Ние мораме и понатаму да инвестираме во селата. Знаете дека во соседството на општина Штип, во општина Карбинци има некои села во делот на Овчеполието кои не се поврзани, така да заедно со општина Карбинци тераме еден проект. Општина Карбинци ќе го прави патот од Долни Балван до Долно Трогирци, а ние од Долно Трогирци до Врсаково и Судик,
и понатаму амбицијата ни е со Свети Николе да го поврзаме со Мустафино. Ќе добиеме уште еден регионален пат од Свети Николе преку Ерџелија, Мустафино, нели Врсаково, Долно Трогерци, Балван и луѓето нема да мора да патуваат од оваа страна ако сакаат да патуваат према тие села. Целта ни е да ги поврзаме Радање со Света Недела. Значи тука има стар пат кој водел од нашиот град. Да, не е долга релацијата, а за едната година планираме и тука да направиме нешто, да направиме проект, каде ќе направиме и тука добра инфраструктура, и тука има доста земјоделски површини, па има добро и место за шетање и изуживање. Инаку со изградбата на патишта во Овчеполскиот регион, ќе имаме над 30 км патики за велосипеди. Значи кога ќе отидете во Балван, со велосипед ќе отидете до Батање, до Долно Трогерци, оттаму ќе се упатите значи према Врсаково, од Врсаково, одиме криви долу, се враќаме по стариот пат према Три Чешми и Штип. Исто така, кога го направиме патот па до Мустафино, продолжувате до Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, по стариот пат Штип, Скопје се враќате назад, Свети Николе. И лично мислам дека ова се големи работи за прво развој на земјоделието, враќање на луѓето, да нашите села повторно заживеат и го храна Штип, но извезуваме храна, а општината со тоа само прави еден добар чекор за тие луѓе да тие уште повеќе бидат мотивирани да останат во своите прадедовски огништа. А патишта и улици се градат и во општина Карбинци. За досега реализираното и она што следува, таму говори Делчо Стоилов од локалната самоуправа. Во изминатите неколку години и ова година акцент е ставен на локалните патишта до пооддалечените населени места. Пример, тоа е патот од село Радање до Оџелија, кој од вкупно 12 километри останати се околу 1200 метри за асфалтирање. Оваа година ќе се започне и со практично за неколку денови ќе се започне со изведба на работи за изградба на локалниот пат од село Долни Балван до село Долно Трогерци. Средствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и од буџетот на општина Карвинци. Потоа ќе се започне со изградба на локалниот пат од село Радање до археолошкиот локалитет Баргала. Исто така средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и реконструкција на главната улица во село Карвинци, околу 1000 метри, каде што е офатено и тротоарско решение и атмосферска канализација на истата. Вкупниот буџет на овие проекти е околу 44 милиони денари. Исто така, со средства од општина Карвинци се изградени и околу 1200 метри улици во повеќе населени места. Во Карбинци направивме и кратка анкета меѓу жителите за тоа колку се задоволни од досега реализираното и што им недостига. Да ја проследиме оваа анкета. Има, уште малку има. И 2-3 дена уште има. Колку декара има? Имам 7-8 декара имам. Килограми ќе излезе? Ќе излезе 1200-300 кила нешто. Ќе излезе. Колку членови се занимавате? Колку у домаќинство? Жена ми е, ја децата ода у школата, малата децата. И двајца работаме. Има ли сега вака подобар живот тука? Струја, вода, патишта се прават? Абе, како да речеме, фала лани прави малку половината на сред село пато. И те тука почнаат градоначалник да прави од овие паркови, ама остави така. И водата многу лоша. Водата ич не чини за пиење, не. А секој месец тражи пари нас. И закон да платиме. Некој пат платиме, некој пат не платиме. Така. Ама водата не чини. Домакински не е правено, знаеш. Ја гледам како шетам на Таринци, Карвинци и другите село, кој за кој дееме, децата правено, паркови. И како ще треба човек децата да живее, нема такво тука кај нас. Не знам дали народ делет, дали од нас не е задоволен градоначалник, не знам нешто. И гледам
Не. Се прави нагоре тоа село, како се вика? Тај на овде кај горе Курфали, Ожалија овде прават таа. Нешто епте не е оставено, ама ще така, да. Треба уште. Треба уште да половината правено, половината не е правено. Некој пат има, некој пат место нема. Тоа е најбитно. Ако вода нема, пат нема, тоа е место нема живот. Тоа сега на сега има, пат има, патот добро. Струјата те гледам по средат секој ден, мач тука работат мајсторите. Менет жицата нешто, уличното менет. Така, да правя градоначалник, да правя на водата, друго не тражаме ништо. Само вода, убаво да биде вода, на сите да има плакање, се Квалитетна вода, тоа е најарно ќе биде. Со што се занимаваат луѓето? Тутун ли садат? Види, сега стока повеќе чува, а тутун не работа. Тутун не работа, некој ќе работа, ама не вреде пари, не дава пари, затоа не работа, а овај година не знам што ќе е. А 3-4 година не е плати ич. Тен џаба зема, некој кај мостот тamo фрли некој. Фрли. Живот е убава, а не е живот. Ама Че напрено гледам, улици има, мостове. Има све, има убава, ама кој ќе прави? Тоа треба да се работа, треба да се направи. Вода има, струја има, пат има, и стари пат, ама има главна. Прават луѓето не се прават. Јас да кажем право, доколку работех, 15 години нема идено. Немам потоа близко да тоа. Тука мостот го направиле гледам. Да, мостот ги голи има напрено. Нава тие селата има. Селото. Има мост, има. Прават патишта. Се има. Превоз има, западници има. Добро е. Одамна си ти тука? 50 години. 60. Малку среди ли се селото сега? Среда на горе-доле. Млад човек што сака да работи, може ли тука да обстане? Може ако сака да работи. Добро, сега за сега е добро. Асфалт има сега, може да се поправи уште малку. Регулирано, треба тука малку асфалт да се стае. Да не чекат само избори да додат и тугајк. Ништо треба да санира сега. А во наредните 3 минути за една од најзначајните земјоделски активности во овој период, жетвата на оризот, следува прилог на нашата соработничка од Кочани. На неколку дена пред ноември оризопроизводителите соочени со задоснетата жетва на оризовата култура, сомака настојуваат да го соберат родот и да спасат тоа што може да се спаси. Во полињата во Чешиново Блешевско поголем дел од нивите се ожнеани, меѓутоа речиси половина од земјоделците се жалат дека имаат по некое парче неожнеано заглавено во вода и кал. Тоа особено се однесува на парцелите засејани со сортите од италијанското потекло, кои по правило имаат подолг период на вегетација. Состојбата е за никаде. Прво, нема комбањи. Комбањите ќе почнее малку, расипи се. Полето стоја цело неожнеано. Вода, оризите се полни. Приходот немаш дека да го сушиме сега. Ја малку произведам. Монтето, Андријата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња, или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле водата. Мислам, на Андријата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Комбањерите избегават жетвата на паднатиот ориз. Што ќе испадне и ние не знаеме. Иако преносите се солидни, сепак лошите услови во кои се спроведува жетвената кампања го земаат својот данок. Земјоделците откако ќе ожнеат се судруваат со проблемот како и каде да ја исушат арпата. Поради полегнување и изголемено количество на влага, директна последица трпат оризовите зрна, што влијае врз рандаманот кој есенва се движи околу 50%, што е 70% помало од минатогодишниот.
Значи од 1000 килограми арпа при преработката се добиваат 500 килограми бел ориз. Приносите на, ја мислам од и моето е Андреја, приносите се за никаде. Пошто оризо е паднат, водата го зали и сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? Испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и тамо нема пари. 50 боже, нудата, ама парите тешко се добиват. Не, арпа повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рендаман нема и не знам што ќе прават луѓето. Земјоделците се жалат и на нестабилната откупна политика. Откупувачите применуваат строги мерки на контрола на квалитетот и во зависност од тоа диктираат цени кои не им одговараат на производителите. Покрај тоа применуваат забавена откупна стратегија што ги доведува до безизлезна ситуација оние земјоделци кои немаат сместувачки капацитети за чување на производството. Во минатата емисија само ја начнавме темата околу шумите и нивната заштита. Овој пат со конкретни пораки од форумот за шумите што неодамна се одржа во Пехчево. Периодот неколку години наназад, значи Националното здружение собственици на приватни шуми го конципира и сега веќе еве реализира проектот за општокорисните функции на шумата и заштита од пожари. Значи токму недостатокот на свест за опасноста од пожарите беше идејата околу која се собравме и како и на кој начин таа свест да ја подигнеме. Самиот проект значи имаше за цел, меѓу другото, и подигање на таа свест кај повеќе целни групи, почнувајќи од најмладите возрастни групи, значи од детските градинки, преку одржување на вакви работилници за постари членови, односно собственици на приватни шуми, за да можеме да го истакнеме проблемот, да поразговараме за него, како и на кој начин превентивно да действуваме, како и на кој начин да се организираме и така натаму и така натаму. Значи факт е дека штетите кои ние секоја година ги трпиме од пожарите на ниво на Република Македонија се огромни и мислам дека секоја таква активност заслужува должно внимание, бидејќи рековме дека ништо не е толку скапо колку губење на огромни шумски комплекси. Преку проектните активности кои што ги спроведовме во рамките на овој проект, извршивме мониторинг на опитни површини на опожарена шумска површина, значи опожарена шума и значи идентична површина шумска, која што шумскиот екосистем не е загорен. Значи и направивме после одредени истражувања, сега имаме можност на овој форум да ги презентираме добиените резултати од спроведените активности и на задоволство на сите да констатираме и да научиме сите заедно како во иднина да се бориме со овие штетни појави кои што настануваат после пожарите во шума, бидејќи општо познато во народот се само штетите кои настануваат директните штети од пожарите во шума, но индиректните се уште поголеми, поопасни со далекослежни последици по животот и околината на населението. После пожарите имаме нарушена микроклима, значи промена на релјефи, нарушен водоем режим, дисбаланс на води и многу други штети кои што настануваат на местото на опожарените шуми. Последните години имаме на подрачјето на Малешевијата, а и на Пијанец имаме неколку илјади хектари, за жал, опожарена површина, што еви последниот месец во Пехчево големиот пожар преку 250 хектари шумска површина уништи неповратно. Значи штетите не се бројат во пари. Значи нема мерлива категорија која што може да ги надомести штетите кои што настануваат во пожарените шуми. Па пожарите влегуваат во категоријата на природни катастрофи, меѓутоа за жал во нашите простори, нашиот па и пошироко во регионот веќе е заклучено, констатирано дека најголем причинител на шумските пожари сепак е фактор човек. Некогаш тоа е од неисполнените обврски према собственици на шуми, према
населението. Многу често тоа се случува и од други причини. Во регионот многу често тоа случува во Грција, Далмација и така натаму, за проширување на урбаните зони. Значи, бидејќи некои региони подрачја се под заштита, единствен начин, најлесен начин за трансформација пожарите. Значи, пожарите некои пати служат за сокривање на одредени бесправни дејства во шумите, и тоа значи, е така актуелно, која ќе се потенцира дека да, вика природата. Меѓутоа, факторот човек 98-9% е главниот причинител на шумските пожари. Причинуваат огромни штети. Во Македонија оваа година сепак може да кажеме дека поминавме релативно добро во однос на некои години. Најкатастрофални беа 2007-2008 година кога изгубивме големи потенцијали. И што е многу значајно и денеска, значи повторување на шумски пожари на исти локалитети. Значи таму каде што со човечка рака, значи во некое време сме подигнале нови шуми, шумски култури и се случува да некои од нив се пожаруваат по 2 или 3 пати. За жал. Овој проект е многу значајен и интересен, значи така се некако дојде да работите една по друга. Во рамките на овој проект, што акцент се става на општокорисните функции на шумите, за жал кај нас и тоа е некако ставено настрана, станува збор за многу, значи кај нас кога станува збор за проценка на штета од шумски пожар, значи проценката правиме само на изгубена дрвна маса, дрво. Меѓутоа, дрвото во рамките на вкупната цена, ако се земе цена на чинење на еден шумски екосистем, дрвото учествува негде само со 10%, значи општокорисни функции се 10-крат, најмалку, 10-кратно поскапи од изгубеното дрво. Според некои незванични информации, општо шумите негде даваат. Тоа ќе спомнеш бројката е огромна, значи негде околу 5000 корисни функции. И тоа доминантно шумите прво се најзначајни за тоа што шумските екосистеми се столб на одржливост и унапредување на почвата, водата и воздухот, трите ресурси неопходни за живот на планетата Земја. Ако ги тргнеме шумите, значи практично ќе стане пустина, ќе немаме вода, ќе немаме почва, ќе немаме храна, ќе нема живот. За жал, местото, улогата, статусот на шумите како такви во нашата држава, зборам за нашата држава, значи негде пошироко во регионот, немаат соодветен третман и место согласно нивната улога, значење и така натаму. Можеби на оваа тема е многу малку работено во регионите пошироко, значи вршевме мониторинг на појави и процеси на ерозија на опожарен шумски екосистем. Значи можеме низ овој период сето тоа да го следиме, магистратурата малку се пролонгира, тоа ни даде можност да ги видиме што се случува, како одат процесите на природна ревегетација, значи како се одвиваат другите процеси, особено во сливот на Колачински андик, како исклучително ерозивен порен водотек со голем број на јаруги, одрни кои што представуваат ерозивни појави од страшен загрозувачки карактер и кои што се извори на големи количини ерозивен намаз. Се надевам низ оваа денешна презентација до овие пошироки овој маси, значи ќе стигнат овие наши, значи заложби за се со цел, значи да се повеќе и повеќе, значи одиме во процес на едукација од најмало до највозрасно за местото, улогата и статусот на шумите кај нас и широм во светот. Една недела по преминот на зимско сметање на времето, како ваквата вештачка промена ја чувствува добитокот? Еве што велат ветеринарите. По прашањето на гледачот околу промената на времето, можам слободно да ви кажам дека тоа е комплетно едно нарушување на биоритмот на животните. А тоа ќе го кажам преку пример. Еве вака, замислете, вие имате крави, имате сточна фарма во која експлоатацијата е претежно на млеко, молзно млеко, и во даден термин знаете вие дека на вас во откупниот центар ви доаѓа за откуп на млекото во 9 часот, предпоставка. Со самото враќање на сатот на назад, 1 час на назад, вие знаете дека не можете да им кажете на кравите од утре ќе ве мозам во село. Што значи, сите овие промени на враќањето на сатот назад влијае како на луѓето, на биоритмот, така и на биоритмот на животните. Тајмингот
за адаптација како на луѓето, така и на животните се движи негде околу 6 месеци. Значи ова е голем период во кој тие ќе морат едноставно да се привикнат на ново настанатата ситуација, дека 1 сат на назад се повлекува времето да морат да бидат возењето да се повлече 1 час на назад. Но за 6 месеци, условно кажено, или на самата промена на денот на враќањето повторно на саатот напред, повторно доаѓате во ситуација да еве сега ќе морате да издржите 1 час да треба млекото да биде измозено покасно. Значи сите тие промени кои ги доживуваат животните како резултат на овие наши промени кои ги ние едноставно со временските тајминзи кои се одредуваат, ги почувствуваат како луѓето, така и животните. Сведоци сте вие, повторно и на гледачот малку попластично да му кажеме, сведоци сте дека и нашиот организам за адаптирање, поготово навечер, да мора да го принудиме во пораните часови да легнеме, да заспиеме, да би биле одморени за утрово да станеме. Повторно ни представува проблем и будењето, односно наредниот период порано станувањето. Дали тоа се одразува и кај лактацијата? Па секако, ради тоа што вие сега ќе морате да го одредувате тајмингот на лактација спрема времето на откупот на млекото. Што значи ако е било во 8 часот да треба да се предаде млекото, сега ќе треба да го предадете, да речеме, во 7. Што значи 1 сат го пореметувате целиот процес. Во зависност од тоа дека не може тоа за краток период да се среди, одреден период ќе има некоја загуба, односно штета. А есента е период кога освенорање на лозјата и овошките им е потребно и на ѓубрување. Зошто и со какви ѓубрива во рубриката агрономот ве советува. Период е есенско мирување на вегетацијата, време за есенско ѓубрење на овошките, мислам како за овошките, така и лозовите насади. Практично да имаме две врсти на ѓубрење, со органски и минерални ѓубрива. Органски, мислам, најдобро во оваа ситуација органско ѓубре, во органски ѓубри влегуваат арското ѓубре, потоа тука имаме тресетот, потоа имаме компост, разни отпадъци од органско потекло кој може да се употреба. Сето тоа влегува во органско ѓубриво и затоа е препорачливо за подобрување на структурата и плодноста на почвата и развој на микрофлората во самата земја од овие органски ѓубрива. Количината на овие ѓубрива нека да се движи, да речеме, од арското и другите нека до 30 до 50 тона под хектар. Таа е количина за да биде оптимална вредност на самото ѓубриво. Додека за разлика од овие ѓубрива имаме минерални ѓубрива, тоа се ѓубрива или популарно речено вештачки ѓубрива, кои се прилично популарни и ги потребуваат нашите земјоделци. Од минералните ѓубриви зависно што како и може да се фрла. Периодот на есенското мирување е најдобро за минерални ѓубриви и тоа од речи, дали тоа ќе биде 3-15, дали 10-30-20, но најзависно од агрохемиската анализа на самата почва, која покаже кој од овие елементи ги има, кој ги има или ги нема. Некаде може да дојдеме да употребуваме фосфор во самото, дадек фосфор е 5 пати повеќе и доваѓа до неутрализација на азот и на калиум, бидејќи има голема количина фосфор. Па затоа агрохемиската анализа на почвата ќе ја каже точно кој елемент и во која мера го има во почвата и како ѓубриво ние е најадекватно, најсоодветно да го употребиме. Тука би спомнал на самите гледачи да добро да знаат дека потребно има и повеќе фази. Имаме разлика на користење на минералните ѓубриви од тоа што едно е присадење, друго е прва, втора година и овоштаник во род. Тоа се три работи кои мора да се почитуваат. Почитувани гледачи, тоа беше се за денеска. Со нови информации во наредната недела во истото време, 14 часот на Канал Плюс телевизија. Вашите забелешки можете да ги испраќате на адресата подолу. Пријатно и довидување.